Платежните картички и средствата граѓаните очекуваме да ги добијат во периодот јуни-јули, како што стои во пакетот најавуваат од ресорното министерство, додека ваучерите за туризам во јули или најдоцна во јуни е предвидено да се користат до крајот на 2020 година. Електронски платежни картички ќе бидат сетирани така што нема да може да се подигнуваат средства од банкомати и ќе бидат исклучиво наменети за купување домашни производи, додека со Министерството за информатичко општество се работи на тоа секој граѓанин да може со впишување на матичниот број да провери дали и колку му следува финансиска поддршка. Во однос на таргет групите кои ќе ги добијат електронски платежните картички, Ангеловска рече дека првата мерка 9000 денари финансиска поддршка се однесува на невработени лица, активни баратели на работа, со по 15.000 денари месечни примања, согласно податоците од Управата за јавни приходи. Потоа, вработените со примања до 15.000 денари и младите студенти и средношколци. Во однос на мерките за стопанство, Ангеловска рече дека во програмата на владата има 150 милиони евра, од кои 25 милиони евра за платежната картичка, 60 до 65 милиони евра за поддршка на работодавачите за исплата на плати и дополнителни 50 милиони евра кои ќе се насочат за дизајнирање и креирање на навремени мерки.